Голем број отпуштања, но и затворање на бизнисите бележи фото и видео индустријата во земјава. Пандемијата и забраната за организирање на настани им ја пресече работата. Велат дека загубите се големи, а излез од ситуацијата нема на повидок. Собствениците на вакви бизниси сметаат дека мора да настапат заеднички и да имаат официјални застапници пред институциите. За време на пандемијата се соочивме со откажување на 100% од сите настани, поголеми настани, како свадби, поголеми собери, домашни веселби, крштевки, родендени и да не редам. Значи 100% се подразбира што е. Колеги кои што контактирав, со голем дел на колеги, веќе ги имаат ставено своите компании во мирување, голем дел. Голем дел исто ги имаат ставено своите компании во процес на ликвидација и скоро речи во 90% од сите компании кои што ги контактирав веќе имаат или планираат да вршат отпуштања во рамките на својата фирма. Според собствениците на фото и видео студија, важно е да се разговара за тековните, но и за наталожените проблеми, како нелојалната конкуренција која што им го руши бизнисот и цените. Второ, ние треба као фотографи денеска бараме, ние не сме против никого што работи. Меѓутоа против дивите да, нека плачат и тие, како плачемо ние, значи социјално придонеси све, без проблем, али не само кога е сезоната месец дена, ти иде, го расипува пазарот и си бега. Значи он не плаќа на државата ништо. Тоа бараме. И бараме слога на фотографите, на колегите. Значи цените да не бидат сите во државата исти. Сите, значи, да бидемо исти, кај сака муштеријата, тамо нека оди. Собственици на фото и видео студија, како и вработени во овој сектор од целата земја, се собраа во Струмица. Велат дека само со заеднички усогласени предлози и ставови можат да најдат решенија кои што ќе бидат корисни за целиот бизнис.